И да ги внесеме бугарите во уставот, тоа што Македонија е до врат заглавена во криминал и корупција, ќе не остави повторно пред портите на Унијата, сметаат дел од аналитичарите. Зголемувањето на криминалот и неказнивоста на истиот, особено преку последните измени на кривичниот законник, се причина плюс, дури и да ги задоволиме апетитите на Софија, заради невладење на правото, некоја членка земја на Европската Унија да ни стави рампа, за да го фатиме конечно возот кон европското семејство. Токму неказнивоста на криминалот и зацкрината амнестија беше причина Холандија и билатерално да реагира до македонската влада за новите измени на кривичниот законник. Поранешниот амбасадор Донев за Алфа вели дека критиките од меѓународната токму за измените на кривичниот законник и те како ќе ја влошат и онака лошата состојба на Македонија во очите на странските партнери. Ние не треба да забораваме дека Холандија, без оглед што е мала држава, е многу влијателна внатре во Европската Унија. Ако Холандија нешто кажува, тоа јасно покажува дека работата е многу сериозна, не би иначе реагирала амбасадата, доколку нема јасни инструкции дека треба да се предочи од тој момент на македонската влада. Прашањето за бугарите е сосема второстепено воемен во Македонија. Проблемите со корупција, но и брзо плетото донесување на измени на кривичниот законник, според дел од граѓанскиот сектор, може да прави проблем во нашиот процес кон Европската Унија. Николовски од Евротинг за Алфа вели дека со секоја следна оценка на нашиот напредок, дефинитивно можеме да бидеме блокирани заради владење на правото. Многу проблематични се тие измени и многу мои колеги од граѓанското општество и експерти го имаат искажано таквиот став. За мене е особено загрижувачки што беше така донесен преку ноќ, без потребните јавни дебати за едно вака огромно прашање и што се однесува и до европските интеграции. Со сличен став и председателот на Институтот за демократија, Социетас Цивилис Трошановски, кој вели дека корупцијата е главната пречка на Македонија за Европската Унија. Овие промени не беа поддржани од никој од нашите меѓународни партнери, кој тоа го кажа јавно, на кој тоа реагираше институционално, меѓутоа во суштина се третираат како нужно зло, меѓутоа за зло за кое што плативме голема цена во смисла на намалена доверба, срозена доверба во институциите, срозена доверба дека ќе има неселективна правда и во таа смисла со овој чин ние значително го подривме потенцијалот на нашето општество да се менува низ пристапниот процес на Европската Унија. Голем дел од познавачите и претходно предупредуваа и да ги внесеме бугарите во уставот. Нема вратите на Унијата магично да не се отворат, бидејќи на Македонија и се неопходни реформи и справување со корупцијата, која може да биде главниот камен на сопнување и повторно да останеме во ЕУ чекалницата. Во јули летово евроамбасадорот Гир порача дека Европската Унија ќе бари задоволување на други критериуми за влез во Унијата покрај уставните измени кои веќе се во втор план.